Отвореното студио продолжува, со нас се членови на доброволното противпожарно друштво од Кочани. Велам добро вечер за Златко Илиев и Симе Стоилковски. Благодарам што одвоивте време вечерва сте со нас. Добро вечер, благодарам. Златко, ќе започнам со вас. Вие бевте вклучени во самата интервенција при гаснење на пожарот. Што ве врзува за тие први моменти од трагедијата? Како го добивате повикот? Интервенирате со што, како? Повикот дојде преку нашата група за комуникација, директно од професионален пожарникар, кој исто така е член на доброволното противпожарно друштво. И пораката гласише: пулс горе, има жртви. Ми треба неколку секунди да ја isprocesирам пораката и да се спремам што да правам. Веднаш се упатив кон територијалната противпожарна единица, каде што се свестени нашите возила, че не функционираме заедно. Добив наредба да го земам нашето второ возило, автоцистерна, и да се упатам кон пулс, да го надополнувам дафот, камионот од пожарната единица, кој веќе беше поставен и пуштена линија за гасење на дискотеката. Во меѓувреме дојде уште двајца колеги, значи тројца се упативме кон пулс, поставивме линија, го надополнивме дафот, добивме наредба да го надополниме уште еднаш нашето возило, се вративме до најблискиот хидрант во градот и повторно се вративме во пулс. На второто враќање веќе пожарот беше делумно изгаснат. Командирот ми даде наредба да действуваме на јужната страна од објектот, која е таа долна страна, во која се уште имаше палени јазици кои се закануваат да се прошири огнот. И веќе таму беа пристигнати уште тројца од колегите, заедно дел од тимот постави линија и действуваше на тој дел, а јас и уште неколку професионални пожарникари влеговме во дискотеката да го направиме последното преварување под нормативните, под остатоците од дискотеката, да видиме дали се уште има некој внатре. Што се случуваше, Симе, потоа, после неколку дена, практично вие бевте вклучени во целиот процес и помагавте таму каде што е најпотребно? Па да, доброволното противпожарно друштво од Кочани беше активно цела недела после трагедијата. Првично бевме активни при комеморациите како техничка поддршка, редарска служба, но и асистенција на медицинските лица, а потоа комплетно целото друштво беше ангажирано при денот на испраќање на луѓето, односно погребите, каде што бевме вид исто така редарска служба, но и асистенција на медицинските екипи, на екипите на Црвениот крст. И лично за мене можам да кажам дека од денот на комеморациите кои што беа во двете средни школи во Кочани и погребите беа нешто што никогаш нема да го заборавам. Нема зборови да се добави тоа што го доживеавме. Златко, кои беа предизвиците, со што се соочивте додека траеше интервенцијата? Слушавме дека во минатото и преку медиумски објави дека не работел некој хидрант кој што бил најблиску до пулс. Точно во самиот влез имаше хидрантски ормар кој беше празен. Тоа само по себе кажува дека целата таа дискотека била технички неисправна, можам така да се изразам. Меѓутоа, ние гасевме со нашите камиони, со нашите возила, така да целиот тој пожар беше ставен под контрола и изгаснат со противпожарни возила кои, благодарение, имаше целиот регион, да не ги набројува, многу беа. Така да мислам дека во тој дел сите пожарникари го дадоа својот максимум во една исклучително тешка интервенција. Значи ова голем дел од сите професионални пожарникари во целиот свој работен век не можат да замислат. Кој што беше потешко затоа што, посебно нас, дека стануваше збор за наши сограѓани, наши деца кои меѓусебно се познавале. Лично јас веќе
да речем, стивна огнот, малку се подзаврши работата. Најпрво што помисли беше на моите колеги кои знаев дека се внатре, затоа што и јас требаше да бидам на дискотеката таа вечер. Успеав да воспоставам контакт со сите тројца од нив, да прашам каде се, едно беше во Штип, други веќе на пат за Скопје, трети од дома. Самиот тој предизвик дека сите имаме некои блиски, можеби ни даваше мотив плюс сила да сработиме онака како што знаеме во моментите, но и да дадеме се од себе за да спасиме макар еден човечки живот повеќе. Симе, колку вака доброволните друштва се клучни во таа алка или во тој синџир при справување со кризи, ајде да наречеме? Па искрено да кажем, доброволните друштва се во една експанзија во последните 2 години. Значи, малку не секој месец се формира по некое друштво. За жал, многу доста се буди таа желба и таа потреба се согледа во доброволните друштва. Во моментот, доброволните друштва мислам дека се недоволно искористени и нивните капацитети, односно оние друштва кои веќе располагаат и со возила и со опрема и со луѓе, но од она што може да прочитаме од надлежните служби, од почнато од некоја мртва точка се разговара за унапредување на доброволните друштва и нивното место во системот да го најдат, пошто за сега доброволните друштва мислам дека пак ќе повторам дека се недоволно искористени во целиот систем на онаа цивилна заштита што се нарекува. Златко, што научивме или што не научивме од трагедијата Пулс? Зборувам во однос на безбедноста, справувањето, мерките и она се што треба да се исполнува не само Пулс, зборуваме за угостителски објекти, за зони, за снабдување со вода, хидранти, исправности и така натаму, сите оние безбедносни мерки. Ова е една опширна тема, затоа што треба да ја погледнеме од повеќе аспекти. Во делот на ПП апаратите, ако може да проговорам, значи значително е забележано големено присуство на ПП апаратите и во угостителските објекти и во сите останати, што морам да кажам дека е за пофала. Но вториот момент ми е колку ние сме спремни и знаеме да ги користиме истите, колку ние знаеме кој ПП апарат за каков вид пожар треба да го користиме. Тоа е вториот момент кој исто така е многу битен, како и самото имање на ПП апарати, затоа што ако ги имаме, а не знаеме како да ги користиме, тотално се бескорисни. Мислам дека во тој дел ни предстои огромен простор за учење, надоградување, преку обуки, преку работилници. Доброволното противпожарно друштво после пожарот спроведе една таква обука, заедно во соработка со германската амбасада, во двете средни училишта. Спроведовме обука за користење, теоретски и практично, на ПП апаратите во прав на сите ученици од двете средни училишта, со Гошовинките и Филип Чосан. Со самото тоа ја увидовме потребата дека ваквите обуки треба да продолжат буквално во секој сегмент на целото општество. Од најмала возраст, нормално со различни програми за работа, па се до повозрастните институциите и сите останати приватни фирми, затоа што како да кажам, не можете да замислите што се може да направи еден ПП апарат доколку правилно се користи и во оној почетен фазон на се интервенира. Да, се интервенира. Значи тоа не е намена за пожар во некоја распламната фаза, меѓутоа во почетната фаза може многу да направи, да го спречи ширењето на пожарот, да го намали интензитетот и мислам дека во тај сегмент треба имаме простор каде многу да се подобри и да учиме. Да, можеби дури треба да се размисли да стане дел од задолжителниот образовен систем, едукацијата и превенцијата која што треба да се Тоа направи. ни беше и како еден краен заклучок од овој проект кој го споделивме со Бирото за развој на образованието и се надеваме дека од нивна страна ќе најдеме разбирање и дека
зошто да не и оваа година да не го видиме како изборен или факултативен предмет во училиштето. Да, ви благодарам многу што вечерва одвоивте време и бевте со нас, иако бевте доста во изминатите денови ангажирани токму на активностите за одбележување на една година од Пулс. Благодарам ви много за поканата, за да можеме да проговориме за оваа кобна вечер. Да, Златко и Симе беа со нас од доброволното противпожарно друштво од Кочани. Почитувани, останете, се враќаме за кратко со нашето специјално отворено студио во живо од Кочани.